Случајот 27 април е политички прогон, а македонскиот судско-затворски систем се однесува понижувачки кон осудените. Остра осуда од Европската слободна алијанса вела дека фалбите за наводен напредок кон ЕУ стандардите се неосновани. Со овој судски процес во прашање се доведени европските вредности, оние кои земјата треба да почне да ги почитува за да си го отвори патот кон унијата, децидна е Лорена Лопес, председателката на Алијансата на партиите на малцинства во Европа. Мнозинството од нив се уапсени врз основа на сомнителни обвиненија. Нивните случаи представуваат политички прогон, поради нивното спротивставување на напорите на владата да наметне промена на името спротивно на волјата на мнозинството на населението, што кулминираше со преспанскиот договор со Грција. Од Европската слободна алијанса додаваат дека овие, како што наведуваат, политички затвореници се изложени на неподносливи затворски услови, вклучувајќи искратување на итно потребната лекарска нега. Во 2021 година Комитетот за забрана на тортурата на Советот на Европа усвои извештај во кој се изразува сериозна загриженост за затворските услови во земјата и особено се посочува на физичкото малтретирање на затворениците и негрижата за нивните медицински потреби. Од ТЕФА вела дека се залагаат за одбрана на слободата на говорот и силно го осудуваат секој вид на прогонување со кое се сузбива изразувањето на легитимна политичка критика. Токму на нарушувањето на правото на фер судење и апсурдот со квалификацијата на делото тероризам од политичари уште пред да почне судскиот процес се само дел од причините кои ја натераа македонката Наде Дуклевска, која живее во Шведска, да изработи и успешно одбрани магистарски труд посветен на судењето за 27 април. Незините ментори на престижниот Лунд универзитет во Шведска биле запрепастени од сите нелогичности во судскиот процес, бидејќи во многу наврати била прекршена Европската конвенција за човекови права и слободи. Посебно ќе се осврнам на владењето на правото, односно невладењето на правото. Реакцијата на кривично-правниот систем по сите индикатори беше определена и под силно влијание пред се од политичките актери. Последица на тоа беше квалификацијата за настаните од 27 април, која беше дадена и определена од политичари. Таа квалификација не би кажала тероризам или терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на државата, туку би потенцирала дека се работи за политичка квалификација. Дури и коментарот на шведскиот суд е во насока дека осудените од 27 април се политички затвореници. Во Македонското собрание во процедура е предлог закон за амнистија. Го достави претеничката група на ВМРО ДПМН како резултат на иницијативата и заедничката заложба на адвокатите Јанаки Митровски и Драган Пешевски. Предлагачите сметаат дека селективната правда не е правда и затоа мора да има амнистија за сите осудени.